Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Благој Четанасовски, политички аналитичар. Добро дојдовте во студио 10. Благодарам за поканата. После една, да речеме, не толку интересна политичка сцена со тие вообичаени наши македонски политички нормалности, ајде да речеме, како да станува малку поинтересно, особено околу приказнава со Арвен Таравари, со неговата улога во владата, со притисокот од коалицијата вреди, кон него, со тоа ќе излезе, нема да излезе, со соработката со ДУИ, работите стануваат уште поинтересни. Па е како еден генерален влез за анализата, како гледате на овие случувања? Па ќе биде малку саркастичен, жално и тажна е таа држава и политичка сцена во која Арвен Тараварија прави да биде интересна политичката сцена кај нас, како што и сами откажавте. Односно, целиот фокус на политичките настани во овие неколку седмици е детектиран околу одлуката на Арвен Таравари како да настапи на идните локални избори и сето тоа се развиваше во неколку фази. Каде што најпрво имаше од негова страна таква најава дека размислува, па потоа имаше пуштени полуинформации, шпекулации, делумни вистини дека тој се сретнува повремено со лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој во овој момент е проектиран за главен архинепријател на владачката гарнитура и на ВМРО ДПМН и на коалицијата Влен. И од тука сите тие настани околу политичката траекторија на Арвен Таравари зазема поинаква динамика. Видовме дека има јавни препукувања или несогласувања останатите лидери на Влен со Арвен Таравари преку медиумите и видовме дека целата ситуација отиде во дефинитивно разидување на Арвен Таравари со неговите доскорешни коалициски партнери од коалицијата Вреди. Во јавноста се кажуваат работи поради неусогласеност за паритетноста на советничките и градоначалничките листи, бидејќи самиот Арвен Таравари смета дека неговата политичка партија најмногу има тежина во легитимитетот и изборниот резултат на Влен на минатогодишните претседателски парламентарни избори и аналогно на тоа смета дека треба да добие најголем дел од колачот при распределба на советнички и градоначалнички листи, но да речам и други политичко-новинарски или аналитичарски кои ни веднаш поитаа да кажуваат дека Арвен Таравари е, не знам ти, уценет од ДУИ со некоја негова куќа во населбата Тафталиџе, се споменуваа некои врски со собственикот на Пуцко Петрол Исмел Јаховски. Сакам да кажем, се е тоа во доменот на шпекулациите и работите што се вели излегува од контрола да веќе Арвен Таравари официјално ја напушти коалицијата Вреди или Влен и да обздани во јавноста дека размислува да настапи самостојно на локалните избори на советнички листи, но онаму каде што тоа го изискува политичката сцена, специфичноста на одредени општини, тој не исклучува и соработка со ДУИ Али Ахмети, тоа веројатно ќе биде црвената линија или рубиконот кој не сме условно кажано Арвен Таравари да го премине, како што вчера видовме од средбата со премиерот Мицкоски, на кој се веројатно разговарале за повеќе теми во јавноста. Се уште немаше дадена директна информација каква ќе биде политичката траекторија на Арвен Таравари, односно дали ќе остане во владата како помал, условно кажано, етничко албански коалицијски партнер или ќе му биде покажана излезната врата од Илинденска безброј. Тоа тука ќе биде детектирана идната македонска политичка разврска на македонската политичка сцена, бидејќи дефинитивно политичките карти ќе бидат измешани, особено во така наречениот етничко албански политички блок, бидејќи доколку отстапи од министерското место за здравство, кој е ресор кој е најпосакуван бидејќи буџетски најмногу тежи, тука е прашањето дали сите негови ресори, директори, заменици, министри, директори на институции, па и самото Министерство за здравство паритетно ќе биде дадено на преостанатите партнери од коалицијата Влен кои веќе се пререгистрираа во политичка партија, унисон партиски субјект, или пак ќе биде тоа еден лакмус тест самиот премиер Мицкоски да направи еден вид на политичка мини реконструкција, да ротира некои министри, бидејќи знаеме
како се развива политичката сцена после настаните, ужасно трагичните настани во Кочани, кои едноставно... Еве вака, ќе дојдеме до Кочани, сакам да ве прашам во однос на ова, после вчерашната среда со премиерот Мицкоски, некако очекувавме поконкретни информации, подиректни информации околу тоа што ќе се случи, особено после изјавата на премиерот дека Таравари мора да избере дали ќе соработува со ДУИ или ќе учествува во владата, како што кажавте, тоа очигледно е црвена линија за премиерот, но тоа не се случи, во смисла не добивме директна информација што понатаму, иако ми се чини дека Арбен Таравари можеби не толку експлицитно, но некако како да најави дека ќе соработува со ДУИ на локалните избори. Сега прашањето е ова, дали мислите дека на премиерот и на владачкото мнозинство им е сеедно доколку Таравари излезе од коалицијата, бидејќи ќе имаат се уште прилично стабилно мнозинство, доколку тој излезе со своите 5 пратеници, нема реално нешто премногу да смени, освен доколку во некој случај не се брка некакво двотретинско мнозинство за промена на устав и така натаму. За останатите комбинаторики ми се чини дека не е пресудно, ајде да речеме. Претходната влада владееше и со едно прилично тенко мнозинство со години. Или, значи, дали му е сеедно на премиерот Мицкоски и на владачкото мнозинство, или под притисокот на вреди, сепак Таравари условно кажано ќе биде избркан од владата доколку обстои на став. Тука е факторот X кој е непознаница, дали Мицкоски треба да се определи и понатаму да го задржи Таравари како условно кажано свој помалетничко албански коалицијски партнер, бидејќи во јавноста важеше правилото дека Таравари е најблизок соработник на Мицкоски, го вика највамаровскиот етничко албански политичар кај нас, односно имал огромна политичка близина со Мицкоски, веројатно си имаат и некои нивни корелации, политички комуникации, не сака туку така да се откаже од него, односно да го прати во опозицијски редови, но од друга страна гледаме дека преостанатите лидери на коалицијата Влен се децидни дека не сакаат веќе да го гледаат во иста владеачка гарнитура, бидејќи, како што велат и тие самите, тоа било пред договор, пред парламентарните избори минатата година, дека влегуваат заеднички како коалиција Влен и дека не треба тие потоа да се цепкаат и секој поединечно да настапува во владачката гарнитура, односно сакам да кажам Мицкоски дефинитивно мора да одлучи меѓу Таравари и Влен, по се изгледа ќе одлучи нормално да понатаму действува политички со коалицијата Влен во однос на тоа дали ќе има турбуленции во владиното мнозинство или владачката гарнитура, апсолутно не, бидејќи бројот од 4 или 5 пратеници кои ги има Арбен Таравари ќе спадне владачкото мнозинство на 73 пратеници, што е апсолутно стабилно, но доколку клучната разврска ќе се случи и факторот X кој ќе одреди политичката сцена, особено во етничко-албанскиот политички кампус, е тоа дали Арбен Таравари дефинитивно ќе отиде во што се вели опозицијско дејствување не само на Влен, туку и кон ВМРО ДПМН, односно ќе сака да придобива од опозицијските гласачи во албанското милје, не говорам опозицијските на ДУИ, во смисла дека има проблематизирање на легитимитетот на албанците. ДУИ е во опозиција политички, но на минатото годишните избори стана условно кажано поголем легитимацијски победник кај албанците и со тоа го спорува легитимитетот на коалицијата Влен. Сега Влен од 14 пратеници, со одлевањето на тие 5 пратеници кои, да речеме, во апсолутни бројки тежат околу 35-40 илјади гласови концентрирани во општините каде што има доминантно албанско етничко население, тогаш ќе се осипи уште толку проблематизираниот легитимитет. Дој друга страна прилично ќе ојача во собранието. Апсолутно, тоа сака. Не, опозицијските гласови на албанците ќе се зголемат за плюс 5 пратеници во парламентот, доколку Таравари отиде во опозиција и настапува опозицијски против коалицијата Влен. Тука веќе ќе имаме нова интересна разврска на македонската политичка сцена во етничко-албанскиот политички простор и што тоа во иднина би значело, дали Таравари може да има отворена
директна соработка со ДУИ, но тука ќе наруши веројатно ДУИ коалицијата со Зијадин Села, да не го заборавиме, бидејќи не го спомнуваат, даде неколку изјави дека воопшто не се гледа за повторно обединување на двете крила на Алијанса Села и Таравари, и дека доколку Таравари би станал официјален партнер коалицијски на Али Ахмет и Села, тогаш ќе го преиспитува своето учество во Европскиот фронт, кој исто така има 4 пратеници, така што многу е замрсена, испреплетена, комплицирана и сложена политичката ситуација во етничко-албанскиот политички кампус и ќе бидат интересни месеците кои ќе следуваат и до локалните избори, ќе ги следиме резултатите на самите локални избори, бидејќи исто така тука ќе има обвинувања кои го има легитимитетот кај албанците, но според мене ова е детерминанта и за наредните парламентарни избори, бидејќи доколку се осипува гласачкото тело на Влен и коалицијата на Влен, ќе видиме колку тоа во иднина ќе се случи со излегувањето на Таравари од коалицијата Влен, но доколку на вистина коалицијата Влен, која сега е без, веројатно условно кажано, најсилниот партиски политички субјект во оваа 4 партитна хетерогена коалиција, бидејќи и анализите, па и анкетите, ако сакате, кажуваат дека од сите 4 политички партии најголема тежина и во членство, и во гласови, и во активисти имала токму Алијанса за албанците на Арвен Таравари. Па ако сакате, ќе споменам и анкетата на МКДМК, која пред неколку денови беше објавена, каде што коалицијата Влен согласно таа анкета тежела 13%, а ДУИ и Европскиот фронт тежел 12%, што јас апсолутно се сомневам дека е така, дека Влен води со 1% поен пред ДУИ, но ја споменувам во однос на тоа разложени внатре во анкетата поединечно сите политички партии од Влен, партијата на Арбен Таравари, Алијанса за албанците, учествува во тие 13% со 5,6%, што значи 40% од вкупниот број на процентуално гласачко тело измерено, има тежина таа политичка партија. Сакам да кажам, друга алтернатива да ја напушташе коалицијата Влен, за која се смета дека е најслаба политичка партија, која никогаш не искочила самостојно на изборите, друго е Алијанса за албанците, но ќе видиме како и гласачкото тело на Алијанса за албанците ќе се детерминира, бидејќи тоа е гласачко тело кое било претходно протестно на ДУИ, односно Алијанса за албанците настана од ДП, која беше со гласачко тело опонент на ДУИ, потоа Алијанса за албанците постојано настапуваше фронтално против ДУИ, но во последните година и половина политичките карти толку се измеша да веќе не се знае кој со кој. Има една теза, господин Атанасовски, теза во домен, ајде да речеме и на политички теории на заговор, која е интересна за анализа во секој случај, дека сето ова што се случува со Таравари и не е така како што личи, дека тоа е еден маневар на Таравари и премиерот Мицкоски, каде што ова намерно се прави и дека целта е тамо некаде после локалните избори целосно да се сврти курсот на владеачката коалиција, вреди да се на некој начин да се исфрли од владата, тие да одат во опозиција, а ВМРО ДПМН да се врати во коалиција со ДУИ, засилена со Арбен Таравари, што би бил прилично еден многу поголем политички блок, една посилна, политички посилна влада. Бидејќи тоа го кажаа последните избори, без разлика еве на овие анкети, како што вие ги споменувате на МКДМК, дека ДУИ сепак владее со теренот. Тоа го покажаа последните избори. Ке видиме за локалните. Значи, тезата е дека ова е намерен политички маневар, бидејќи таа теза вели дека коалицијата вреди не носи доволно вредност за премиерот, политичка вредност за премиерот Мицкоски, дека едноставно се преслаби на терен, а особено со излегувањето на Таравари дека ќе станат навистина уште послаб политички партнер. Во оваа држава ништо не ме изненадува, апсолутно таква политичка разврска би била под наводници нормална за македонските политички услови, но се поставува прашањето ако таа хипотеза е точна, тогаш дали премиерот политички не се пука во глава или во нога, бидејќи во изминативе 2 па и повеќе години, мислам дека наративот околу кој
ВМРО ДПМН го градеше својот рейтинг, особено пред парламентарните избори на 8 мај, каде што доби огромен легитимитет и гласови од македонските граѓани, условно кажано од етничко-македонското гласачко тело, 58 пратеници, 430.000 гласови, е токму градењето на наративот, па да речем и хистеризацијата дека ДУИ, криминалната, корумпираната, проектираната како најголемото зло во оваа држава, ја раководи државата и дека СДСМ се измеќари на ДУИ. Многумина македонци под емоции, па би рекол и под психолошка хистеризација на 8 мај гласаа за ВМРО ДПМН, казнувајќи го СДСМ, бидејќи поверуваа во приказната дека СДСМ се измеќари на ДУИ, дека ДУИ има 8 или 10 министри, дека не може со толкава паритетна застапеност на етничките албанци во Македонија да бидат политички репрезентирани со толку извршни министри. И само година и половина после тој наратив кој бил граден со години, вие ДУИ да ја внесете и да ви биде ваш коалицијски партнер. Мислам дека тогаш, во моментот ВМРО ДПМН после локалните нека има и апсолутна победа од освојување на сите градоначалници, веднаш ќе падне за 100.000 гласа во очите на нивното гласачко тело и етничките македонци кои ги гласале, бидејќи не сменета е климата и не е ова златното време на Никола Груевски кој владееше 10 години со ДУИ, каде што продаваше хистеризација и национализам пред секои избори, договорен предходно со ДУИ, каде што ДУИ и ВМРО ДПМН меѓусебно се обвинува, кој повеќе ги брани македонците, соодветно кој повеќе ги брани албанците. На крајот ВМРО ДПМН добиваше 63 пратеници, ДУИ добиваше 20 пратеници и заедно, братски, слејано, сраснато, криминално корумпирано владеа 10 години, делејќи ги тендерите и јавните набавки од двете страни на линијата Групчин-Подболја, бидејќи така е поделија Македонија, зборам со контрола на бизнисите, на тендерите, на криминалот и корупцијата, говорам за Никола Груевски и за Али Ахмети. Сега, мислам дека е многу смената политичката ситуација во Македонија и дека етничките македонци не може после година и половина да заборават дека гласале дуи после 22 години од нивно учество во сите последователни влади во Македонија, повторно да бидат вратени во владата и сето тоа да треба политичкиот пиар на ВМРО ДПМН да го испере дека, не знам, ДУИ се реформирала. Како ќе се реформира со ДУИ, кога лидерот на ДУИ е се уште тој што е главниот господар кој ги раководи сите политички процеси во таа политичка партија, тоа е амнестираниот воен командант Али Ахмети. Не може таа приказна да биде продадена. Мислам, може, како што кажавте вие сам, да се случи такво нешто, бидејќи не ме изненадува, но тоа мислам дека тоа апсолутно ќе биде катастрофално по рейтингот на ВМРО ДПМН и за идните парламентарни избори. Мислам дека тоа би било политички самоубиствено за премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, доколку го направи тој политички чекор после локалните избори ја земе ДУИ во. Добро, но интересно е ова што го кажавте во однос на тоа како владееле порано. Повторно имаме слични искричења, ајде да речеме. Не велиме дека се договорени, дека се синхронизирани, но повторно гледаме дека се игра на картата на национализмот. Еве ДУИ најави протести, Али Ахмети вели ако јас излезам на улица не се враќам веќе, алудирајќи на своето воено минато, очигледно ДУИ велике протестира. Едно е за правда за Крешник Бектеши, кој вела дека е политички затвореник, а второ за законот за албански јазик во Уставниот суд, доколку тамо се, како што вели Ахмети, ако се чепне во албанскиот јазик, нема да има ни ту локални избори. Како гледате на овие најави за протести на ДУИ? Мислам дека ДУИ политички не може да мобилизира толку луѓе, тоа се виде и есеновски и зимото кога сакаше да мобилизира луѓе пред Уставниот суд, но еден е факт дека фрустрацијата на албанците од учеството на влени или вреди во владата се зголемува, бидејќи јас тоа го велам, имате вие парада на српскиот цвет во Македонија, во моментот кога Албанија ќе отвара ново изграден аеродром во Валона, што се вика Гринфилд инвестиција на зелена трева, гради нов интернационален и пушта во употреба нов интернационален аеродром, Македонија се фали со поправени лифтови во МРТВ или во, не знам, во Тетово или со затворена шахта. И почнува преговори со ЕУ.
Тоа сака да кажам, во исто време Албанија ги има почнато преговорите пред 6-7 месеци со Европската унија. Затоа ќе отвори аеродром во Валона и ќе отвори многу автопатишта, има 11 милиони странски туристи и по последните информации кои ги следат во 2025 година бруто домашниот производ по глава на жител на Република Албанија ќе биде поголем од бруто домашниот производ по глава на жител во однос на Македонија за прв пат во историјата на Македонија и Албанија. Еднаш кога тој бруто домашен производ по глава на жител ќе не надмине, односно Албанија ќе не претрка како што своевремено не претекале Бугарија, Романија, Србија, Црна Гора и Хрватска пред 25 и 30 години, тогаш враќање назад нема. Со почнатите европреговори само ќе се зголемува јазот меѓу паритетната куповна моќ на албанските и македонските граѓани и тоа ќе создава ненормална фрустрација кај албанците во Македонија бидејќи ќе живеат во држава која е понеперспективна, условно кажано, од Република Албанија, чиј етнос го носат и покрај тоа што не се државјани, односно перспективата на Албанија во Европската унија ќе создава ненормална фрустрација кај етничко албанското население во Македонија со овие блокирани евроинтеграции, а сето тоа ќе се удри врз политичкиот легитимитет, кредибилитет и рейтинг на Влен кој ја прифати улогата да бидат така наречени измеќари и слуги на српскиот свет, како што Дуи постојано тој наратив го користи во јавноста, бидејќи пред 2 години постојано премиерот Мицкоски од позиција на опозиција велеше дека СДСМ се измеќари во владата на Дуи, тоа на вистина го уништи рейтингот на СДСМ и СДСМ заврши со 15 или 18 пратеници со коалицијските помали политички партии, освојќи 150.000 гласа. Сега обратно поставената реторика на Дуи кон Влен дека Влен се измеќари во антиалбанска влада, во влада која Македонија е турка во српскиот свет, тоа не да ја уништи, туку ќе исчезне, испари Влен од политичката сцена, слично нешто како што му се случи на ДП и на Мендух Тачи, кој на парламентарните избори во 2016 година исчезна од политичката сцена. Не говорам на Влен дека тоа ќе му се случи на овие локални избори или на наредните парламентарни избори, но по неколку циклуси доколку продолжи ова политичка пат ситуација за Македонија со блокирани европреговори, а Влен биде легитимен под наводници коалицијски партнер на ВМРО ДПМН со многу помалку освоени етничко-албански политички гласи и на крај албанците или ќе гласаат сите за Дуи или ќе бараат нови политички партии кои ќе се формираат од албански интелектуалци, бидејќи таа приказни тој наратив дека Влен се измеќари на српскиот свет дефинитивно ќе создава невидена фрустрација во ситуација кога Албанија ќе граби напред кон коалицијата вреди веќе, вие велите ќе исчезне, таа веќе не говорам очигледно на долг има рок. сериозен проблем, да, и 9 месеци после формирањето на владата. Со самото излегување на тараварите има сериозен проблем. Преполовена. Тоа е евидентно, да. Во однос на уште еден момент од најавите на Али Ахмети е дека тој ќе ги повика своите приврзаници да ги поддржат семејствата кои протестираат за Кочани. Тој вели вака, ние во секој момент можеме да мобилизираме до 10.000 луѓе, тоа не ни е проблем, ќе излеземе и ќе повикаме да повикаат за поддршка. Очигледно е неговата намера, тој знае дека протестите за Кочани, околу Кочани, поради Кочани се нешто што сега на некој начин е најголема болка, ајде, политичка болка на владата, може да се рече, и доколку тие протести добијат масовност, би имало некаков политичка тежина за владата. За сега тоа не го гледаме дека тие протести протестираат семејствата најмногу за жал на починатите. Мислите ли дека овие протести ќе продолжат, ќе бидат, ајде да речеме, политички проблем за владата на Мицкоски, бидејќи како што гледаме, очигледно беше дека владата направи една организирана кампања за супресирање на овие протести, за на некој начин што помалку да се зборува за нив. И па можам да дадам еден заклучок дека засега им успева, не се чини во тоа. Да, но тоа не значи дека луѓето ќе заборават што се случи на 16.3 во Кочани, дека тоа нема политички да рефлектира врз изборниот резултат на ВМРО ДПМН. Не би било жал на Али Ахмети да треба политички да ги злоупотребува, како да кажам, најужасните трагични судбини на прво на загинатите млади луѓе во така наречената дискотека Плюс во Кочани, па потоа и на
семејствата, особено на ожалостените мајки и родители. Од тој аспект јас сум противник секој некој да дава политичка или партиска нота на тие протести кои беа, дури како да кажам и жално да ги гледаш, бидејќи беа само поттикнати, иницирани од првите роднини, мајките, родителите и фамилијата во Кочани, немаа поддршка пред се од кончанчани може имало, но од другите граѓани од Македонија кои сакаат конечно правда и нормализирање на состојбите во оваа држава, односно сакаат Македонија да стане држава со сите нишани. Тоа е доказ дека ние апсолутно немаме општествена одговорност. Ние го немаме тој така наречен општествен договор на Жак Русо да живееме во една заедница, односно секој живее флуидно сам за себе, не сочувствувајќи со таа неправда и катастрофално ужасна трагедија која се случи во Кочани, но мислам дека Кочани може ќе биде лакмус тест за изборниот резултат на ВМРО ДПМН, па и на СДСМ и на останатите политички партии на локалните избори со огромна абстиненција. Ќе видиме каков ќе биде резултатот на локалните избори во општина Кочани, тоа за мене ќе биде многу интересно. Мислам дека ако имаат грам срам и грам морал двете доминантни политички партии во овие 35 години, така наречените системски партии, тоа е ВМРО ДПМН и СДСМ, не сме од политички морални причини да кандидираат, што се вели, партиски кандидат за градоначалник во Кочани, едната и другата политичка партија треба да се иземат и да ги остават кочанчани преку независни листи да се кандидираат свој човек и да си го изберат тој човек без мешање на тие политички партии, но СДСМ и ВМРО ДПМН се, како да ги кажам, измекери на криминогената корумпирана олигархија, се само продолжена рака и не може да стане збор за организации или политички партии во кои царува моралот или емпатијата и сочувството, и едната и другата ќе излезат со кандидати според мене, но од друга страна ќе видиме каква ќе биде разврската на локалните избори и каква ќе биде детерминантата од локалните избори за мене што се вели идните парламентарни избори. Дали ќе бидат редовни во 2029-та, дали ќе бидат евентуални предвремени до година на пролет или оваа година со локалните веќе некој спомена дека не може да бидат, бидејќи се уште важел институтот од пржинска влада дека не бил укинат и дека и на наредните парламентарни избори треба ние да ги имаме сите оние рокови кои се поправете ме ако не е така, се уште важи не е укината. Не е институтот пржинска техничка влада од 100 дена се уште важи и за идните парламентарни избори, така што мислам дека тоа стои во законот за влада. Тоа стои во законот за влада. Сакам да кажам дека доколку ако има предвремени парламентарни избори со локалните, тоа веќе политичките партии треба да го соопштат за да се организира нели пржинска влада со технички министри, но не се. Како и да е, мислам дека сите овие работи што се случуваат следствено во 2025-та, многу поинтересно ќе биде нивната разврска на идните парламентарни избори, а не на локалните избори, бидејќи локалните избори се мнозински избори. ВМРО ДПМН може да освои 300.000 гласови и да победи апсолутно во сите општини, доколку СДСМ земе 150.000 гласови. Во албанскиот блок е многу интересна ситуацијата, дуи може да биде апсолутен победник во сите општини на советнички листи, а Влен или вреди да земе градоначалници во они етничко мешани средини, Тетово, Гостивар, Чаир, па ако сакате и Струга и Кичево под знак прашалник, каде што контингент на етничко ВМРО-вски гласачи во вториот круг ќе гласаат по дефолт и по наредба на партијата за кандидатите на Влен за да бидат поразени дуи, но тоа нема да биде реалната политичка моќ и одраз на реалната политичка сила на Влен, бидејќи ќе се види на идните парламентарни избори каква ќе биде прераспределбата на мандатите, а тоа треба да го видиме од освоените гласови на советничките листи. Да, локалните избори ќе бидат лакмус тест за евентуалните предвремени парламентарни, доколку ги има, се разбира. Како гледате сега на локалните избори? Еве, како гледате на опозицијата, пред се на еве да речеме на СДСМ, која се уште се смета за главна опозицијска партија, ќе видиме дали после локалните ќе биде така, бидејќи левица сериозно им дише во врат, но сепак еве СДСМ е тука. Гледаме дека претседателот на СДСМ Венко Филипче вели дека тие сега ги бараат кандидатите за локалните избори, како што вели ги бараат најдобрите луѓе. Имаше пред малку една изјава дека СДСМ се подготвени за избори. Било кога, дека се во добра кондиција. Мене ми се чини дека анкетите не го покажуваат тоа, па еве што мислите вие?
Многу е тажно и жално за човек кој важел прилично за извореден неврохирург да треба да ја прифати улогата да биде стечен управник на политичката партија СДСМ и да биде така наречен лидер на опозицијата. Јас не гледам ништо опозицијско действување во неговата политичка дејност во овие 9 месеци колку што е претседател на СДСМ. Жално и тажно да се гледа дека тој седнува на маса со лидерот на владачката партија и премиер, каде што треба да направи сет на реформи и да направи обединување. Врз база на што да се направи обединување, кога во неговиот мандат како поранешен министер за здравство се случи горењето на 13 живи луѓе во модуларната болница во Тетово, а во мандатот на Христијан Мицкоски се случи ужасната трагедија во Пулс. Не може луѓето кои се лидери на политички партии и се извор на проблемите во оваа држава да бидат решение на истите. Жал ми е да гледам човек кој апсолутно нема никакво опозицијско политичко действување ни во реториката. Да не речем прифати да биде измеќар на така наречениот клан Заеви, кој го нарекува од ВМРО ДПМН, а сега клан Дубај, бидејќи 7 години ние постојано случавме од пресконференции на ВМРО ДПМН кланот Заеви, некако после 8 мај се заборави кланот Заеви и се поставува прашањето дали СДСМ под водство на стечајниот управник кој се смета за легитимен претседател на СДСМ со освоени смешни 18.000 гласови на внатрепартиски избори, каде што членството на СДСМ гласа по северно-корејски тип, каде што вие сте единствен кандидат, да треба да биде патерица, или што вели еден мој пријател од редовите на СДСМ, на шалова ќе го кажам, вика, од последен пат кога сме се виделе, не премина во знам, уште сум во СДСМ, а СДСМ не постои, сега СДСМ е подбладок на ВМРО ДПМН. Сакам да кажем, и тоа вие што го велите, и во јавноста, и новинарите, и медиумите, граѓаните, секој втор, веќе го поставува прашањето дали СДСМ е во потајна или директна коалиција со ВМРО ДПМН или е ставено во улогата да глуми опозиција на ВМРО ДПМН. Вие верувате ли во таа теза? Таа теза одамна се врти. Не верувам, туку апсолутно знам дека тоа е вистина. Прво е гледам и реториката на СДСМ и политичките потези на така наречениот лидер на СДСМ и ја гледам реториката на премиерот Мицкоски. На поставени пратенички прашања, секој четврток, последниот четврток од месецот, јас гледам политичка битка меѓу лидерот на Левица и пратениците од Левица со лидерот на ВМРО ДПМН и владачкото мнозинство. И медиумите известуваат за тоа. СДСМ може се нарекува главна опозицијска партија, но подействувањето може да биде само главна политичка партија која одговара да биде опозицијска партија на ВМРО ДПМН, е проектирана опозиција на ВМРО ДПМН, во моментов е СДСМ. Главната и реална опозицијска партија која се бори против владењето на ВМРО ДПМН, според ова што го гледам на терен, е политичката партија Левици, покрај тоа што јас во моите настапи многу пати сум велел дека се противам на политиката на Левица во однос на надворешно политичката траекторија. Вака да ја кажам контратезата, за да дебатираме. Ставот на СДСМ ми се чини дека во однос на ова што го зборувате, дека тие сакаат да бидат конструктивна опозиција, дека не сакаат да бидат како ВМРО ДПМН, кој го помина опозицијското делување во константни блокади, во недавање решенија. Тие велат сакаат да даваат решенија, сакаат да бидат конструктивна опозиција. Тоа е отприлика нивниот став. Тоа е став на политички очајници кои се веќе удавени од проста причина што некој постојано вас од позиција на власт да ве навредува дека сте политички криминалци, дека го штитите криминалот на ДУИ и на, не знам, Заеви или вашите криминали во вашето 7-годишно владење, а вие на тоа да враќате дека сте конструктивна опозиција. Јас во тие бајки, басни и приказни не верувам, апсолутно верувам дека тие се ставени во политичкиот џеп на ВМРО ДПМН, односно дека СДСМ, за жал, морам ова да го кажам, заврши како приватна фирма Доел, една од многуте и мноштвото приватни фирми на така наречениот клан Дубај, како што е Еленица приватна нивна фирма, така и СДСМ веќе е приватизирана. Јас многу пати тоа го велев, доколку СДСМ продолжи по овој
пат кој сам си го траектира и доколку овој така наречен лидер на СДСМ ја прифати улогата. Тој не е ни СДСМовец која ќе видите, нема членска книжка од СДСМ пред 2017. Да игра улогата, да биде стечаен управник на ова што се вика СДСМ, СДСМ ќе заврши како БСП во Бугарија. Во 90-тите години БСП беше најмокни владеачка партија во Бугарија. Сега БСП е помал коалицијски партнер на ГЕРБ, а ГЕРБ беше главен опонент на БСП. Така, дури колку и неверојатно и неверно да изгледа во овој даден политички момент, може би за 5-10 години СДСМ со 5-10 пратеници ќе биде помал коалицијски партнер на ВМРО ДПМ и некои остатоци од Влен, а главни опозицијски партии во оваа држава ќе бидат ДУИ, Левица и некоја нова формирана политичка партија. Или на Левица, може да биде Левица може партнер на Левица. Не, на Левица не може, пошто Левица веројатно нема да коалицира никогаш со СДСМ, но Левица веројатно ќе го направи па тоа што го велеше сценариото на Пасок и на Сириза, дека Левица ќе ја надмине во гласови СДСМ, а еднаш доколку ја помине во очите психолошки на македонското гласачко тело Левица на наредните локални или идни парламентарни избори, да има глас повеќе од СДСМ, јас мислам дека тоа е пат во неповрат за СДСМ и веќе дека Левица... Тие веќе се сметаат за опозиција? Не веќе, туку ќе бидат и реална и со гласачко тело опозиција, но мислам дека психолошкиот удар кој би го задал Левица на тој начин ќе биде пат во неповрат за СДСМ, односно СДСМ веќе и понатаму се повеќе ќе тоне, а антипод на тоа Јана Лок Левица се повеќе ќе го заземе. Ајде уште едно прашање за СДСМ пред да преминеме на Левица. Постои ли, мислите ли, постои ли отпор во самата СДСМ кон владењето на Венко Филипче? Тој беше единствен кандидат за председател на партијата. Предходно имаше други против кандидати. Овој пат немаше. Мислите ли дека постои некаков отпор или негодување, во најмала рака на ова што се случува? Тоа е поконкретниот и точен термин според мене негодување, но тоа за сега е невидливо во јавности, не е организирано. Колку што сум информиран, цели структури на СДСМ кои биле активни, вклучени во таа политичка партија до изборите на 8 мај, односно до изборот на Венко Филипче, се веќе дали по своја волја или по наложба на некои повисоки мокни инстанции кои го водат СДСМ, тоа е браќата од Струмица, биле тргнати скрос на страна за СДСМ вака да заврши како што заврши, што велам, дуел приватна фирма. Тоа дали ќе се организира после локалните избори, бидејќи многумина со кои разговарам. Јас не знам дали така наречениот лидер на СДСМ е свесен дека во кулоарите граѓаните веќе велат дека СДСМ ќе освои 0 градоначалници на локалните избори. Секаква била СДСМ и во 2013, во 2009 не завршила со 0 градоначалници, освоила некои, да речеме, така наречени бастиони како Куманово, Центар, Струмица, Охрид и Карпош во 2009 година, односно имало опозицијски јадра. Сега ако СДСМ освои 0 градоначалници, јас не знам тој човек после локалните избори со кои, како да кажам, политички умби продолжил да биде така наречен лидер на таа политичка партија. Прашањето е после такви катастрофални, уште покатастрофални резултати за СДСМ од изборите на 8 мај, евентуални такви катастрофални со 0 освоени градоначалници на градоначалничките локални избори, дали ќе се организира тоа опозицијско внатрешно јавно мислење кон оваа структура на СДСМ предводена од актуелниот лидер и дали таа организирана структура ќе побара реални, системски, коренити промени во СДСМ, а не само лидерска смена, да се смени актуелниот така наречен лидер, па да дојде нов кој ќе биде избран од квотата на браќата од Струмица, односно да се продолжи аукцијата за именување на стечени управници. Да не се случи СДСМ на локалните избори да добие помош од ВМРО ДПМН, да се изберат некои градоначалници, бидејќи ова што го зборувате би било прилично негативен развој на настаните за ВМРО ДПМН, доколку Левица стане посилна политичка партија, бидејќи на начинот на кој што делува Левица ќе биде сериозно понезгоден политички противник од СДСМ. Има и такви размислувања и нагласувања во таа насока, но мислам дека разликата дадена во дадената разлика во овој даден политички момент меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е толку огромна да вие треба да направите совршен инженеринг, па таа помош што вие велите од ВМРО ДПМН кон СДСМ да треба
СДСМ да избере градоначалници, говориме во некои помокни општини. Не сакам граѓаните да ме сватат грешно, сите граѓани на Македонија ги ценам подеднакво, но не е исто да победите во општини како, не знам, Куманово, скопските општини, Битола, Прилеп, Струмица, Охрид и поголемите градови, Кочани, Тетово, Гостивар во Македонија, и иста тежина да имате победа на локални избори, не знам, во Валандово, Демир Хисар, Лозово, општина Зрновце. СДСМ може еве да победи во 3, 4, 5 општини од типот на таква победа да направи во Валандово, не знам, Крушево, кај што има актуелни градоначалници Демир Хисар, Пробиштип, но тоа би било смешно СДСМ да го представува како релативен изборен добар резултат, особено што се шпекулира дека политичката партија Знам ќе добие, не знам, неколку добитни градоначалници во коалиција со ВМРО-ДПМН, освен Куманово се шпекулира една скопска општина и 3-4 општини каде што СДСМ се уште има актуелни градоначалници, така што СДСМ ако заврши по број на освоени градоначалници позади ВМРО-ДПМН, позади ДУИ, позади Влен, позади Знам, па дури и позади Левица, да се случи под наводници некој условно чудо, Левица да даде градоначалник во некоја од македонските општини, СДСМ да биде последна по број на градоначалнички места, тоа мислам дека ќе биде политичка смрт за таа политичка партија, доколку веднаш после тие избори реално кадровски не се реформира, односно не продолжи да биде заробена политичка партија од браќата од Струмица. Да, Левица доста се анализира за Левица, може да се каже дека тие имаат политички успон, но сега има и аналитичари кои велат дека од друга страна па и помина прилично долго време од формирањето на таа политичка партија. Да, таа расте константно и споро, но велат можеби и премногу споро. И анализите тука одат во тоа пред се кон претседателот на Левица, господинот Апасиев, дека тој е во исто време и газ и кочница за партијата. Во смисла дека тие постигнале некаков политички плафон, дека можат уште да освојат, но не и премногу, бидејќи се на некој начин ограничени со одредени екстремности во своето политичко делување. Имено дека мораат на некој начин да станат поприфатливи за поширока маса на луѓе. Поприфатливи и понелицемерни од типот на лидерот на таа политичка партија, како што скажавте самиот вие. Јас сум кажувал јавно во моите настапи негативни, да речам, мои мислења за таа политичка партија, бидејќи била проектирана од, да речам, фрустрациите на лидерот на таа политичка партија, а имам па исклучително високо мислење за одредени пратеници од пратеничката група на Левица, да не ги споменувам сега во јавноста, мислам дека се одлични пратеници. Тоа вие што го велите, тој може да биде до сега бил тој што реално ја создал политичката партија Левица со неговиот начин и вординг на дејствување, но од сега натаму може да биде само товар, бидејќи не може вие истовремено да продавате политичка магла, политички ветер и магла на јавноста, да ми се поклонувате на гробот на Енвер Хоџа, од друга страна да се возите во джип. Не во джип што сакате, ако купете и авион, ама не може да проектирате политика дека вие сте за правата на обесправените, сиромашните, дека вие сте антикапиталистичка партија, а ползувате, да речеме, еден од символите на капитализмот, джип, или одите на одмор во Египет. Океј, не во Египет, отидете на Малдиви, ама не ми се правете дека вие сте против капитализмот и дека капитализмот е зло. Па сега да одите во хотел во Хургада е одлика на развојот на капитализмот, под наводници некаков луксус. А тоа е смешно, јас да го обвинувам дека отишол во Египет, кога секој втор македонец со 500-600 евра може да си го дозволи тој под наводници луксус, што за денешни времења не е ни луксус. Сакам да кажам, не може да правите некои работи во приватниот живот така, а постојано да проектирате некоја политичка лажна идеологија дека сте анархист, социјалист, антикапиталист, антиглобалист, не знам дека уредувањето во Кина треба да биде проектирано исто и во Македонија. Тука веќе многумина луѓе се прашуваат за политичкиот морал на Робеспиер неподмитливиот, и тука мислам дека, како што кажавте вие, самиот Левица споро го пробива тој пат кон политичките височини, бидејќи постои веќе 10 години на македонската политичка сцена, но
знам за само неколку месеци од своето формирање направи исти изборен резултат на минатогодишните парламентарни избори, освојувајќи 6 пратеници, за волја на вистината имаа 12.000 гласа помалку од Левица, но Донтовиот модел така ги распредели. Левица дојде, но градуално растеше од 12.000 на 38.000, на локалните имаше 2021 50.000, на парламентарните 67. Ке видиме на овие локални избори, јас им предвидувам дека ќе имаат повеќе од 67.000 гласови, бидејќи е проектирана како главна опозицијска партија на ВМРО ДПМН, но да, се сложувам да одговорам директно на прашањето дека треба веројатно да направат малку промена во политичкиот имидж и на лидерот на партијата и во политичкиот, геополитичкиот надворешно политички ориентацијски курс на партијата, малку под наводници да се спуштат на земја, да не продаваат басни дека, не знам, Македонија треба да се поистоветува со диктатори тоталитарни од типот на Енвер Хоџи, дека тој треба да ни се представува како светла приказна не во македонската, туку во светската историја, кога мислам дека и самите албанци, нормалните албански граѓани во Република Албанија не се срамат, туку се грозат и се дистанцираат од тоталитарното минато на комунистичка Албанија, која била најзатворена и најсиромашна држава буквално во целиот свет заедно со Северна Кореја. Да, во однос на тоа Левица има два, да речеме, проблеми во однос на еве кога зборуваме за локалните избори. Еден е дека најголема поддршка им доаѓа од младите, тие имаат релативно мала поддршка кај условно кажано повозрастното население, и втора работа што гласовите им се прилично концентрирани во урбани градски средини. Тие немаат добра дисперзираност на гласачкото тело. Па така анализите покажуваат дека за локалните избори тие имаат шанси да освојат некои градоначалници, но тои се претежно сконцентрирани во неколку скопски општини и тука им се шансите. И доколку не ги реализираат тие шанси, тогаш нема да освојат едноставно градоначалници. Ке имаат гласови, но само со советници, без градоначалници. Тој им е хендикепот, но тој хендикеп повторно е поврзан со ова што го зборувавме, со начинот на делување и со допирањето на останатите категории на гласачи. Така е, бидејќи досега Левица била представена само како советнички парламентарна политичка партија. Тоа се индивидуалци функционери кои пред се нивна работа е да говорат вербално и реторички, да бранат предлог точки во советите или предлог закони да поднесуваат и да елаборираат во собранието, но доколку би освоиле градоначалници, еве јас посакувам искрено да освојат градоначалници Левица, тогаш ќе се види реално и моќта на партискиот кадар на Левица, бидејќи вие да водите една општина, особено урбана општина, бидејќи рековте и точно е тоа што го кажавте дека најсилни се во скопските општини или поголемите општини во Македонија, тогаш првпат ќе се соочиме да видиме на локално микрониво дали Левица има капацитет за менаџмент и раководење на една општина и како ќе ја раководи, дали на вистина ќе направи прогрес во таа општина или со раководењето ќе направи хаос, да би биле ние, што се вели, подготвени како еден лакмус тест да видиме дали треба на Левица да ја даме довербата во идните 10, 15, 20, 30 години ако треба да биде, како што Сириза дојде на власт во Грција, да видиме колку и се невозможно и помалку цинично смешно да звучи, да видиме Левица да ја освои власта во Македонија и конечно да видиме како би управувала со државата, но факт е дека тој пробив на Левица оди споро, но има една друга работа што сите политички партии од типот на ЗНАМ, на НСДП и други политички партии кои настанале со отцепување од големите политички партии, дали ВМРО ДПМН или СДСМ, својот најдобар изборен резултат го правеле на првиот изборен циклус, потоа потонувале и исчезнувале од политичката сцена или станувале мал коалицијски партнер на едната или другата политичка партија. Говорам сега актуелна ЗНАМ, бидејќи стана владеачка. Примерот на ЗНАМ е многу сличен со примерот на НСДП на Тито Петковски 2005 кога стана коалицијски партнер на ВМРО, потоа исчезна од политичката сцена, односно стана патерица предизборна на СДСМ. Голема веројатност е тоа да се случи и со ЗНАМ, бидејќи тоа се клиентилистички гласови кои се одлеа од СДСМ, а Левица
е единствената политичка партија од надвор од двете доминантни политички партии ВМРО, ДПМН и СДСМ, кој има градуално растење во гласовите од незиното формирање до денеска, што не се случило со ниту една друга политичка партија на македонската политичка сцена од помалите политички партии, спомнувајќи тука и партијата Демократска алтернатива на Васло Тупурковски, која беше надеж на македонската политичка сцена и згасна од политичката сцена само после еден изборен циклус. Да, левица е навистина во тој аспект изненадување. Да, добро. И за самиот крај ве молам за кус одговор, бидејќи мислам дека тука и нема што премногу да се анализира. Заглавени сме очигледно на европскиот пат, не гледаме некаков помак во однос на односите со Бугарија. Истата реторика и од оваа и од таа страна ми се чини дека тука не гледам нешто ново, барем јас не гледам. Ниту се гледа нешто ново, ниту ќе има нешто ново. Мислам дека политичката сцена, буквално и ова што се случува со СДСМ е намерно така детерминирана. Шаховската табла на политичката сцена во Македонија е поставена, ние можеби веројатно во наредните 20 години, да си го поставуваме прашањето дали ќе почнеме преговорите со Европската унија, бидејќи да ја потсета македонската јавност, Македонија доби кандидатски статус во веќе далечната 2005 година. 20 години потоа не може да ги почне преговорите, а во моментов членство во Европската унија, 20 годишнина од членство во Европската унија веќе слават држави од типот на, не знам, Естонија, Летонија, Чешка, Полска, така што таа ситуација е прилично многу жална или Македонија е тажна европска приказна, како што констатираше за жал и самата комесарка за европроширување словенката Марта Кос. Да. Атанасовски, благодарам за гостување. Благодарам на поканата.